Она што следува, почитувани, во продолжение е линковско вклучување од нашата Ирена Спировска. Ирена, добро утро. Повторно предпоставуваме нешто во врска со Денот на жената 8 март, колку што читам овде, Сити Базар подари љубов. Од каде ни се јавуваш ова утро? Токму така, Ирина, поздрав до тебе и до сите гледачи. Утринава се јавуваме во живо од Скопје Сити Мол со еден убав повод. Еве и тука веќе се чувствува празничната атмосфера по повод Меѓународниот ден на жената 8 март. И овие денови е актуелен 8-мартовскиот празничен базар во Сити Мол, наречен Подари љубов, кој што е дел од новата иницијатива на Сити Мол да ги поддржи локалните производители занаидчи, обезбедувајќи им место и простор да ги презентираат своите уникатни изработки. Базарот е отворен секој ден со почеток од 10 часот, а ние денес ви презентираме само мал дел од сето она што може да го најдете тука во пресет на празникот на жената. Мој денешен соговорник е Филип Малезанов, практично представник на еден извонреден и оригинален бренд, тоа е Малезан Филигран. Филип, здраво. Добар ден. Ви благодарам што еве утринава одвоивте време за да го презентираме она што вие го работите, но и да го презентираме овој убав празничен базар во Скопје Сити Мол, кој што е посветен пред се на дамите. Веќе неколку дена базарот е во тек, па каква е атмосферата? Да, така е како што кажувате. Мислам, атмосферата е апсолутно пријатна, забавна, друштвена. Не само со посетителите, туку и со другите занаидчи, кои што сме 42 во оваа 8-мартовска програма, меѓу кои еден сум и јас. Немам друго што да кажам, посетите не, дојдете, видете како е, ве поканувам. Базарот започна всушност на 2 март и еве како е овие први денови, дали е раздвижено, дали има посетители, дали се интересираат за изработките што може тука да се видат во рамки на базарот, на штандовите на тие над 40 изложувачи. Па секако. Повеќе посетеност имаме во попладневните часови, секако бидејќи тогаш се луѓето послободни, но јас би рекол дека имаме посетеност и дека се интересираат луѓето, ако не за купување, се интересираат за начинот на изработка, за самиот производ, за целиот процес, за секој аспект. Мислам, филигранството е традиција што давнина се негува во Македонија, но во ова денешно време малкумина се оние што ја совладале оваа вештина и кои што неуморно ја негуваат и ја чуваат од заборав. Вие и вашето семејство спаѓате токму во таа група. Колку време се занимавате со филигранството? Јас се занимавам со филигран веќе 5 години, неофицијално, а официјално интензивно работам веќе 2 години и се уште течи. Пред тоа го работев, но не бев посветен скроз целосно, фул тајм да работам со дуќан, со ателје, со своја работилница. Работев од дома, како и многу од нас така почнуваме. И како што кажавте, вештина која тешко се совладува, ама е вештина која што си бара посебна љубов, посебна нега кон нештото без која, мислам, не е возможно да се оствари сето тоа. Тоа дека оваа вештина не е едноставна, е тешка, оди во прилог и на тоа што малкумина се посветени, имаат трпение и прецизност да се занимаваат со филигранство, но токму поради оние луѓе кои што ги имаат и негуваат овие квалитети, можеме да уживаме во уникатни парчиња на накит, изработени од филигран, од сребро, кое што вие многу умешно го комбинирате и со бисер. Да, ви благодарам. Бисерот го користам од фамилија Талеви. Тие се првата фамилија која почна да го изработува филигранот. Мислам не филигранот, охридскиот бисер, се извинувам. И мислам дека е полн погодок во комбинација со традиционален охридски филигран, како и со модерните парчиња кои ги гледаме сега. Во Охрид сега имате и свој продажен простор.
Токму така, покрај продажен салон, тоа е исто и работилница. Може да ме посетите во било кое време наспроти пицерија Леонардо, долна порта. Мало место е, но не можете да го промашите. Како реагираат, Филип, странците за тоа што Охрид е нашиот најголем и непосетен туристички центар и веројатно не престанува нивното воодушевување кога ќе видат филигрански изработен накид кој што не може да го најдат на многу други места? Секако така, токму така, се воодушевени од нашата традиција, од нашата работа, од прецизноста, деталот кој е постигнат не само во моите лични дизајни, туку и во традицијата, во нашата традиција, од таму и црпам многу од мојата инспирација и сакаат да го имаат, да го негуваат и сум со голем дел од луѓето кои што сум се запознал со странците, сум се уште во контакт и покрај нашата трансакција имаме другарство кое се базирало врз презентацијата на мојата работа. Практично филигранскиот накид како мост на спојување и на нациите, и на луѓето, и на раѓање нови пријателства. Еве деновиве вашиот накид може да се види тука на Сити базарот во Сити Мол, исто така со изработките на останатите 40 на занечи производители. Што за вас значи можноста да учествувате на еден ваков базар токму во деновите во пресред на празникот 8 март? За мене е голема чест и задоволство што сум тука, што можам да го понудам на поширока публика мојот производ, мојот дизајн, една нежна страна од мојот карактер, која ја преточувам во сребро и би сакал да ја видам на секого. И посебно на жената, бидејќи жената ми е мојот најголема инспирација, почнувајќи од мојата мајка. Таа е голем љубител на филигранот. Уште од дете знам, сум се загледувал во неа со незините парчиња од нашиот Вангел Деребан, најпознатиот филигранист. И токму поради незината страст и почит кон тие предмети, јас се залюбив и во филигранот и така почнав да го работам. Преубава приказна, Филип, јас посакувам истата долго да трае и многу дами и кај нас во земјава, но и секаде ширум светот, да ги носат вашите уникатни парчиња накид. Благодарам уште еднаш за одбената. Ви благодарам исто и вас, задоволството е моје. Секако и наше, а еве со ова представување нека бидеме поттик деновиве да го посетите Сити базарот Подари љубов, затоа што тука навистина можете да најдете оригинални подароци за жените кои ви значат, за дамите од вашето обкружување, а секако купувајќи од локалните производители, зенејчи и ракотворци ги поддржувате истите, а во исто време на оние што им подарувате накид, им подарувате уникатно парче во кое има вткаено и емотивна вредност. Ирена, јас тука ќе се одјавам, посакувајќи им на нашите гледачи убав ден, надворе сонце и се разбира нека не заборават во пресрет на 8 март да купат нешто убаво и да ги изненадат своите мајки, сестри, сопруги, жени, ќерки. Тоа е ден на кој што навистина секоја жена се радува. Така е. Ирена, благодарам многу за ова линковско вклучување. Подари љубов, Сити базар во Скопскиот Сити Мол. Ете, имате убава можност да ги изненадите припадничките на понежниот пол, вашите мајки, жени, сопруги, да ги изненадите со нешто убаво. Сепак, што и да е, нека биде тоа подарено од срце и од многу љубов.